Добро утро, подготвени, заедно со градоначалникот на општина Карпош Стефче Јакимовски. Како што го поставивте вие прашањето, ја ќе се надополнам и претходно разговаравме во неврзан разговор. Ние кога доаѓавме градоначалнику, веќе забележавме дека забавниот парк кој што се наоѓа во буквално непосредна близина на рекреативниот центар Борис Трајковски се собираат, меѓутоа имаше бура реакции во јавноста дека техничка документација недостатува и така натаму. Вие како општина како реагиравте? Прво, мене ми е жал што се обидува сите надлежни институции да се исклучат од оваа работа. По принципот ние не сме од овде и да ја префрлат обврската или борбата на оној што има најмали ингеренции. Реално ние ниту имаме ингеренции во тој дел, затоа што во законот, луна паркови и такви работи не е тоа наша надлежност, но ние сепак преземавме мерки. Жал ми е и за собственикот на тие реквизити. Да ги поставиш тие реквизити и да ги демотираш, сигурно е 20-30.000 евро. Тоа не е мала работа. Јас не сакам никому да му се прави штета, но тој мора да знае дека прво ќе извадиш целокупната потребна документација, па потоа ќе ги поставиш тие реквизити. Ние се спротивставивме, значи мора да има целата уредна документација, не е тоа играчка, значи се работи за објекти кои што може да бидат животно загрозувачки за граѓаните, поготоа за младите луѓе, и затоа мора да биде се како што треба. Не сум против, наредната година нека постави после 3 месеци, но нека се извади целата документација, техничката инспекција при Министерството за економија нека си даде дозвола дека ги има сите потребни документи дека тој објект е безбедносно комплетен и тогаш нека функционира, нека работи. Меѓутоа, да се обидеш насила да поставиш во една урбана општина како што е Карпош, тоа е недозволено. Градоначалнику, мислам дека сте при крај со поставувањето на уличното осветлување, односно ги заменувате веќе посечките или негде каде што нема, докаде натриумовите сијалици ги заменуваме со лед сијалици. Битно е граѓаните да знаат дека не пристапивме кон приватно јавно партнерство во кое што ќе ги полниме джеповите на приватните наводни инвеститори, како што некои други општини тоа го направија, и каде што истата операција ќе ги чинат општините десетици милиони евра во наредниве десетина години. Општина Карпош ова го чини негде околу 1.600.000 евра. Замената ја правиме сама, веќе сите светилки се лед, негде може останало нешто, сето тоа ќе го завршиме. Сега почнуваме кон промена на опремата, автоматската опрема во ормарите. Очекувам дека и таа работа за 1-2 месеца ќе завршиме, со тоа ќе имаме ние комплетно ново осветлување, со нова динамика за работа, значи готово секаде ќе имаме 25 ватни сијалици, после 12 часот ноќта ќе се намали на 10 вати, ќе имаме 35 ватно осветлување само на раскрсници, на пешачки премини, пред училишта и така натаму, а после 12 часот тоа ќе се намали на 25 вати, се со цел, значи да имаме поквалитетно и веќе граѓаните позитивно реагираат, значи имаме квалитетно осветлување, но во исто време тоа да биде штедливо, да штедиме, да можеме да го контролираме, а се во интерес на граѓаните да не останат повеќе пари за други потреби. Еве, значи принципот преку една сијалица, штедењето што го направивме, не го однесивме дома, тоа е вложено во новите сијалици кои што општината сама го плати, и досега сите фактури, значи тоа некаде околу 90 милиона денари. Минатата година исплативме 23 милиона, досега имаме исплатено уште 30, тоа се 53, мислам дека уште 10 не имаме обврска за оваа година и наредната година уште 30 милиона. Убаво што ги спомнавте граѓаните, бидејќи реакциите од граѓаните, ја некако во име на граѓаните ве прашувам, иако сум дел од оваа општина како граѓанин, поради штедењето, односно меѓутоа одговоривте, нема тоа да го надополнам, и убаво е кога има позитивни реакции во делот на оваа активност, се со единствена цел ве прашувам за да не имаме темни улици. На граѓаните јас многу пати кажувам, Njegov Велико највише седи, најдуже мора да гледа. Значи, јас сум
да гледам како ќе изгледа ова општина после 10, 20, 30 и тоа што го правам за да знам дека ќе обезбеди позитивни ефекти, значи еве ги позитивните ефекти од тоа што штедевме ништо повеќе од тоа. Тогаш енормно се зголеми цената на електричната енергија, значи нашите сметки од 2 милиони и нешто отидоа на 7,5 милиона и тоа е сулудо ние да ги полниме джеповите на ЕВН како одговорен субјект, согласно моето искуство што го имам, јас веднаш презовав мерки и тие мерки дадоа резултат. Зонско паркирање поставивте го, каде е така? Поставивме Карпош 1 и Карпош 2, се подготвуваме да има зонско паркирање и кај млечен ресторан и кај Министерство за економија и морам да кажам дека Карпош 1 и Карпош 2 веќе дава резултати. Одлично, верувам дека ќе одите етапно, дека буквално целата општина... Но упатувам еден апел до новите власти. Дајте да не ја ставаме главата под песок, дајте да донесеме закони со кои што секое возило што не е регистрирано, односно хаварисано возило, да може да се крене, затоа што сега немаме никаков законски основ за возило кој што ви седи 20 години на паркинг плац да го кренете. На времето имаше активности од градот. Замислете колку влади се сменуваат и ние немаме, се уште немаме решение, а треба само да се направи измена на закон. Тоа значи додека сме опозиција, све гледаме, све што фали во државата, кога ќе дојдеме на власт, гледаме само во небо, кон Брисел и кон Вашингтон, но за обичните проблеми на граѓаните воопшто не се секираме, а тоа се најобични проблеми на граѓаните. Ако вие на еден парк имате 2-3 возила хаварисани, тоа значи и кои стојат 24 часа, можете да замислите во текот на 20 часа ќе дојде, ќе се паркира, па ќе замине колку возила би се промениле тука секако. Значи, тоа значи да создадеме подобри услови за живот на граѓаните. Како поминавте со уписот на првачињата? Добро ви е прашањето. Денеска ни е последниот ден за упис на првачињата. Имаме негде над 850, значи многу повеќе во однос на било која друга општина. Ние сме одале негде до кај 600-650, сега имаме повеќе, нека ни се живи и здрави и драго ни е да имаме повеќе ученици. И од тие причини, значи, реонизацијата што ја правиме се е со цел да имаме балансиран прием на ученици, да немаме училишта кои ни се празнат, а во исто време училишта кај што ќе треба да учиме во 3 смени. Настојуваме тоа зонирање, односно таа реонизација да се почитува, се со цел детето да се учи во населбата во која што живее, да се ги знае другарчињата, комшичињата и така натаму. Второ, да се оди, малска дружба, да се оди на училиште пешки, пред училиштата да не правиме гужва, да ги паркираме возилата, затоа што па граѓаните кои што живеат во училиштата, можете замислите, имаме неодговорни родители, не само што ќе го донесе детето до училиште, туку мора да го внесе внатре во училиште, да стигне до неговата клупа, да му го стави ранецот на столчето, да му отвори ташната, да му покаже кај му е бананата, кај му е ужинката, а сето тоа значи закрачување на сообраќајот за граѓаните кои што живеат до училиштето и отежнување на комуникацијата на тие граѓани. Имаме голем притисок, поготово од граѓани Ѓорче Петров, од населбата Александрија. Морам да кажам, уште кога се проектираше таа населба, на тогашниот градоначалник му укажав дека треба да се предвиди и училишта и градинки, затоа што тие ќе вршат притисок на Димо Хаджитимов во Влае. Тогаш ми беше кажано, јас да не се секирам, тие ќе се учат во Мирчацев и има градинки за нив, но сега вршат страшен притисок на општина Карпош. Јавно апел упатувам да не ми ги злоупотребуваат ниту роднините, ниту пријателите. За децата од Ѓорче Петров си е надлежен градоначалникот на Ѓорче Петров и треба да се наоѓа решение. Овие училишта се за граѓани од општина Карпош. И уште една работа ќе ви кажам. Кога 2009 година дојдов за градоначалник, училиштето во Влае Димо Хаджидимов имаше 1290 деца. Мојот син учеше со скоро 40 деца во клас. Да. Сега имаме 730. Дали е тоа во интерес на децата од Влае, од Карпош, или е спротивно на нашите интереси? Исто ли е дали вашето дете ќе оди во клас со, не знам, 23, 25, 27, или ќе оди со фул со 34 деца, што значи дека се ова што преземаме, го преземаме во интерес на учениците, децата, првачињата и сите што се во општина Карпош. Дополнителен проблем ни прави, знаете, по принципот видела жабата кој се кове, па и таа ги кренал носе да ја подколуваат. Значи, воведуваме деветолетка, а немаме дополнителни учелници за учениците. Да. И се што ни се случува? На инсистирање на граѓаните и не знам на советот од општина Карпош, ајде да воведеме
и четврто оделение целодневна настава, ама тоа значи некаде 5 училници плюс да се целодневна настава од наутро од 7:30 до 5 часот ни се завземаат. Тоа значи дека вие 5 училници имате плюс што треба да се окупираат, односно да се користат од учениците, и уште 5 училници од 9-то оделение што се учениците, тоа значи 10 училници плюс, а вие тие ги немате, што значи дека ако воведуваме некоја реформа во образованието, мора да обезбедиме и услови. Тоа значи секој училиште минимум по 4-5 ученици треба да добие повеќе, затоа што тоа го направила државата. Има уште многу прашања, немаме време. Тоа значи дека ќе дојдеме повторно за некоја недела, затоа што мораме да одговориме на сите прашања. Тоа значи работата во локалната самоуправа е комплексна, има многу проблеми, многу работи што треба да се решаваат на граѓаните. Јас сам уште една работа ќе потсетам, кога станав градоначалник во 2021 година, 305 деца од Карпош седеа дома, а на нивните места во градинките беа деца од други општини. Има ли логика тоа? Нема логика, да го толерираш како градоначалник, како човек што ја водиш општината? Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Студио.